Градоначалникот на општината Шуто Оризари Курто Дудуш ги користи сите правни можности за да ја избегне правдата. Основен суд Скопје 1 по првото рочиште одлучи со спогодбена одлука да се реши случајот во кој Дудуш физички нападнал свој некогашен соработник. Човекот добил телесни повреди по блиската средба со Дудуш, за која постои и аудиоматеријал. Дудуш денеска требаше да одговара за уште еден физички напад во кој жртва е странски државјанин. Сепак рочиштето беше одложено по барање на обвинетиот, градоначалникот, кој не сакаше да даде изјава без својот бранител, кој пак не беше присутен во судница. Курто Дудуш на 12 септември во судот изјавил дека задоцил на рочиштето во кое требаше да се сослушат странките за случајот со физичкиот напад врз странски државјанин и истото беше одложено, но само недела подоцна во интервју за Алфа телевизија тој изјави дека судењето е одложено бидејќи направил смена на адвокатот. Во обид да ја дознаеме вистината, денес се упативме во општина Шуто Оризари. Дудуш ненајавен се појави пред нашата камера и си ја призна вината за аудиоматеријалите, но на останатите прашања наместо да ни одговори, го сврте грбот и се замина. Ја не знам дали има видео снимка од виденото. Ако вие имате, треба да ја приложите. Има само аудио снимка. Сакате да кажете дека ние ширеме лаги, дека ние не известуваме? Вие си знаете сега дали ширите и граѓаните ќе ја оценат и гледачите ќе оценат дали вие ширите лаги и дезинформации или дали сте медиум на кој треба да му се верува. Ви благодарам, толку имам за денес. Господине Курто Дудуш, може уште едно прашање? Инаку пред месец дена граѓаните се јавија во редакцијата на Алфа и реагираа дека градоначалникот Курто Дудуш не се појавува на работното место, а тие со денови чекаат на ред за да дојдат до него. Група граѓани организира и протести во знак на револт за раскопаните дупки по улиците и катастрофалните услови во кои се наоѓа општината, а за кои Курто Дудуш смета дека не се приоритет.